Со неизгласување на одлуката за зголемување на цената на геотермалната вода, советничката група на СДС направи преседан во повеќегодишното одлучување во Советот на општина Кочани. Последиците од ваквото неконструктивно и неодговорно однесување на СДС се комуналното јавно предпријатие Водовод да нема можност да остварува поголеми приходи врз основа на реални пресметки и трошоци за испорака на геотермална вода. Дали советничката група на СДС и нивните приврзоци во Советот штитат тесни приватни интереси, овозможуваат нереална ниска субвенционирана цена на користење на природниот ресурс во работата на нивните бизниси. Со ова неодговорно делување се ускратува можноста на 12 правни субјекти, меѓу кои економски оператори од дејноста на раноградинарството, општински училишта и локални институции повеќе да не ги користат бенефитите на геотермалната вода. Се доведува во ризик затоплувањето на учениците, нашите најмлади сограѓани. Комуналното предпријатие се соочува со енормни зголемени трошоци за електрична енергија, која се користи за функционирање на пумпите за испорака на геотермалната вода, и тоа во износ зголемен за 500%, односно зголемена сметка за струја за 5 пати од вообичаеното. Менеджментот на комуналното јавно предпријатие мораше одговорно да постапи врз основа на реалните трошоци за нормално функционирање на геотермалниот систем, понуди цена за испорака на природниот ресурс до субјектите по цена која зголемена само за 100% во однос на зголемените трошоци за електрична енергија. Ефектот што треба да се постигне е товарот од зголемените трошоци целосно да не се префрли на крајните корисници, а предпријатието да може да ги оствари приближно потребните приходи за нормално работење. Општината ќе најде алтернатива за затоплување на училиштата и институциите, а економските оператори, како последица на ваквата скандалозна одлука на опозицијскиот СДС, ќе бидат приморани да бараат друг енергенс, како нафта или мазут, кој е до 4 пати поскап од цената на геотермалната вода.